Ова е книгата НАТО пред новите предизвици и перспективите на Република Македонија, која Андреј Жерновски сигурно не ја прочитал. Автор е Нано Ружин, кој со Жерновски едно време беа партиски другари чином, бидејќи Андреј има сменето неколку парти. Жерновски е новото лице на СДСМ, кој сега ќе биде врската со светот. Оваа врската со светот во СДСМ не знае што значи НАТО. Атакинг, викаше Андреј. Прво, Жерновски треба да знае дека НАТО по својот статут е дефанзивна организација и во никој случај не може во името да има збор кој означува напад. Ама од кај да знае? Андреј бил само градоначалник на Центар, за кого неговиот некогашен партиски другар Шиповиќ јавно изјави дека ги заглавувале лифтовите за да не можат постари гласачи во зградите во Центар да слезат по скали и да гласаат. Или па кога 2 години изиграваше амбасадор во Романија без никој да го избере. Беше и координатор за изградба на болницата во Штип, само што никој не може да ја види болницата. Венко Филипче гарант работи за ВМРО. Нема друго логично објаснување за ова што го прави. Прво, со изборот на кадри во новиот извршен или централен одбор, како и да им се вика, а после и со проектите што ги понуди. Во стилот на приказните од 1001 ноќ, Венко си замислува што ќе прави ако некогаш дојде на власт. Мислел и му текнало, ќе се работи 4 дена во неделата, не 5 или 6. Ова е прав проект на СДСМ. Тие се познати по неработа. Важно е да се има време за кафе шема, за кафани на Боемска, за некоја прашкаста материја. Бегаат од работа што се вика како ѓавол од крст. Во СДСМ страдале од преработеност или помодерно од бърнаут. Господе, дај им памет ако веќе не е доцна. Кој нормален може да поддржи проект да се работи помалку наместо повеќе, освен оние џаболебари од јавната администрација, чија единствена работа е да дојдат на работа. Некои ни тоа не го прават, а земаат плата. Од овие Филипче чека гласови. Сте ги виделе гужвите на граница? Реки народ се враќаат на Табановце и на Скопскиот аеродром, откако слушнаа дека Филипче ќе дава по 10.000 евра за секој од диаспората што ќе реши да се врати во Македонија. Ви викам ја дека е супер да си во опозиција, си зборуваш што сакаш, ветуваш што ќе ти текне. Убавина. Што мислат гласачите за Венко покажа последната анкета. Мицковски Филипче 7-1. ВМРО СДСМ 6-1. Кога сите лидери на партии ќе ги соберат своите рейтинзи, не вредат колку премиерот. Работава е погледнете семафор. И Венко бил спремен за избори. Мојот демократски капацитет, слух за туѓите мислења, прагот на толеранција е исклучително висок, поради тоа што сметам дека само така може да се води и партија и држава, затоа што државата се води од опозиција. Резултатите од соработката со естрадниот менаџер Зоран Башановиќ, кој сега е пиар експерт на СДСМ, веќе ги даваат резултатите. Филипче има помал рейтинг од партијата, со јаки експерт си фатиле работа. Знаете ли кој е Зоран Башановиќ? Еден од најконтроверзните ликови во Србија и познат мулјатор. Тој е поранешен менаџер и дечко на фолк пеачката Драгана Мирковиќ. Откако таа го остави, дојде во Македонија, каде се врза со Зоран Заев, на кој му беше советник за кој знае зашто, за 1500 евра месечна плата. Пријателството со Заев му беше и најголемата препорака да почне да им дели пиар совети на Филипче и на СДСМ. Јака препорака, нема што. Значи, како не зближи ова договорот на Заев со Грција, свака част, врв на дипломатијата. Ги слушнавте овие извици на грчката војска? Еден народ, една крв. Во ова сме заедно. Кипар е грчки, а исто и Македонија. Откако пред неколку месеци го затворија единственото училиште за македонски јазик во Лери, а пред неколку дена збеснаа што Меланија Трамп рече Македонија, сега и грчката војска ни покажа со кого си имаме работа. Назад ни е зимата со Грција. Сега грците се мирни бидејќи во ЕУ нивната работа ја брка Бугарија.
Ке видите кога комисијата со Грција, за која сега никој не знае дали работи и што работи, ке треба да излезе со резултатите за употребата на трговските марки, географските ознаки, брендовите, комерцијалните имиња, кои во себе го содржат терминот Македонија или придавката македонски. Тогаш на дело ќе го видиме вистинското добро соседство од југ. На вистинска земја НАТО и го довери чувањето на македонското небо. Македонските граѓани, без разлика на националноста, се разочарани од високиот пораз на нашата репрезентација на мечот со Данска. Разочаран е и градоначалникот на Тетово Билал Касами, но за поразот на Албанија. Пресреќен пак беше за победата на Косово во Словачка. Македонија не ја спомена. Македонија не е негов интерес, освен кога треба да земе плата од македонските даночни обврзници.